Буквално заобиколивме сите граници кои што би можеле да дозволат возила да влезат или да излезат према Шенген зоната. Ние сме сите 4 држави решени да не отстапиме додека не добиеме цврсто ветување дека ќе се разговара. Значи не викаме дека утре треба да ни дадат одма некое решение, него овие 2 месеца што остануваат до спроведувањето на електронското сметање на деновите, да биде период во кој што ќе се преговара и ќе се изнајде решение за надминување на проблема. Ако утре ни кажат дека е договорено и сите 4 држави се викнати, потпишале или нешто, тогаш ние одма ќе се повлечеме. Затоа што не станува збор за лица кои што по собствени потреби и побуди престојуваат на територијата на Европската унија, туку за наменски извршување на конкретна дејност, која што е од економски интереси за нашите економии, меѓутоа и за единствениот пазар на Европската унија. Меѓутоа, нашиот став како Стопанска комора е дека решението на ова прашање треба да се бара институционално, затоа што блокадите, односно целосно затварање на протокот на стоки во моментов, доведува до многу големи економски последици не само за нашата економија, туку и за сите економија Западен Балкан кои што се потпаѓа, да речам, под ова блокада. Овие блокади се однесуваат на испраќање на порака дека достоинството, човековите права и слободниот пазар, глобалната економија, дека треба да се стават на прво место, без оглед на заштитата на Европската унија во однос на безбедноста, во однос на следењето на луѓето, генерално на луѓето. Меѓутоа, оно што е важно, дека овие професионалци имаат работни места, позади нив стојат семејства, кои треба исто така достоинствено да живеат понатаму.